Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадец, затоа што вие сте сите синови на светлината и синови на денот. Од првата книга на Солунците, 5 глава, 4 и 5 стих. Многу интелигентни, добронамерни луѓе се прашувале себе си за тоа каков удел има Бог во животот на денешницата. Кога тие ќе видат што се случува на Блискиот Исток, Москва, Пекинг или Вашингтон, тие се прашуваат кој навистина владее со светот. На прв поглед, тие се склони да мислат дека Бог можеби го создал светот, а потоа им го препуштил на смртниците да владеат со него. Джордж Бернард Шо имал такво нешто на ум кога рекол дека не е сигурен дали постои живот на другите планети, но ако постои, тие сигурно ја користат земјата како нивен азил за умоболните. Сепак, ако одвоите време да ја испитате ситуацијата повнимателно, споредувајќи го историскиот запис со пророчките изјави на Светото писмо, мислам дека ќе дојдете до заклучок дека зад работите кои се одвиваат на земјата стои божествената сила која ги води судбините на народите и настаните од природата. Стариот Завет особено покажува директна интервенција на Бог во работите на нациите, што ни помага да го прифатиме фактот дека Бог не е отфрлил својата одговорност во денешно време. Античката историја ги потврдува старите пророштва, како што се подемот на Александар и подоцнежната поделба на неговата империја, поразот на Вавилон од страна на медиците и персиците, подемот на Римската империја, доаѓањето на Исус Христос и точните детали на неговиот живот, смрт и воскресение. Ако сте еден од оние луѓе кои едноставно не можат да видат каде Бог се вклопува во целата слика во денешно време, причината за тоа може да биде затоа што сте пропуштиле неколку наговестувачки знаци. Прв, го пропуштивте фактот дека Бог избира да работи преку човечки суштества во извршувањето на неговата волја. Приказната за Божјата работа во светот е напишана во биографиите на луѓето: Мојсей, Давид, Илија, Рут, Марија, Павле и 12 апостоли. Сите овие луѓе кои помогнаа во обликувањето на судбината на светот, исто како што Бог денес ги користи поединците, без разлика дали се добри или лоши, за да го исполни своето водство во светот. Втор, исто така го пропуштиле фактот дека Бог во глобала работи преку добро уреден процес. Имало времења кога Бог чудесно интервенирал во историјата. Еден таков настан се случи во 1588 година, кога ветровите ја разнесоа шпанската армада на Карпите, овозможувајќи опстанок на една нација наречена Англија. Повторно, во 1941 година, кога маглата се спушти во Данкирк, овозможувајќи евакуација на сојузничките сили, многумина веруваат дека Бог интервенирал. Кога Бог интервенира во работите на луѓето, ние велиме дека тоа е Божји чин, но во повеќето случаи Бог работи во природата преку уреден процес што само по себе е големо чудо. Размислете за фактот дека законот за гравитација ги држи планетите во нивните елиптични орбити секој ден. Најпосле, ако сте еден од оние кои едноставно не можат да видат како Бог го води кормилото на планетата Земја, погледнете го она што настанало во нашата генерација. Воспоставување на современа држава Израел, пробивот на научниот свет што дозволува исполнување на Даниеловите пророштва во врска со знаењето и патувањето, и најпосле пророштвата на Петар и Павле во врска со моралната и духовната корупција која ќе претходи на крајот на времињата. Пронајдете современи преводи на Светото писмо и почнете да пребарувате пасуси како што се 24 и 25 глава на Матеј и 4 глава на првото послание до Солунците и 4 глава на првото послание до Тимотеј, кои ни кажуваат што да очекуваме додека се приближуваме кон крајот на нашето сегашно време. Ќе бидете изненадени од тоа како старите пророци ги опишуваат настаните што се случуваат во нашата генерација. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.